Ова е документарен запис за исчезнатото и оттуѓено културно-историско богатство на Македонија, кое денес ги краси витрините на светските музејски центри. Ова е документарен филм за највредните галеничиња на Македонија, оттргнати од незините пазови. Ова е нивното досие. Оваа емисија од нашата серија посветена на отуѓеното македонско културно-историско наследство, кое денес ги краси музејските витрини низ европските центри, во целост ја посветуваме на македонското книжно наследство. И во оваа емисија со камерата се уште сме во Белград, а нашето внимание е свртено кон непроценливото книжевно наследство, настанато на почвата на Македонија, кое денес во огромен број се наоѓа низ библиотеките во овој град. Познато е дека од 18 пронајдени старословенски ракописи од периодот меѓу 10 и 12 век, дури 15 се создадени и напишани низ македонските цркви и манастири. Големината на нивното значење во трезорите на овие белградски библиотеки е уште поголемо, кога се знае дека најстариот ракопис во Србија, Вуковото Евангелие, датира од 13 век. Интересно е да споменеме дека првите информации за беззаконското отуѓување на овие вредни книжевни споменици на културата ги наоѓаме во написите на македонските преродбеници како Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој пишувајќи за еден цариградски весник, уште во 1855 година, дава фрапантни податоци. Имено според него, секако ако не претерал во оценката, низ манастирите и црквите во Македонија се наоѓале околу 150.000 книжевни дела и најголем дел од нив биле пишувани на пергамент. Благодарение на досетливоста на некои колекционери кои службувале или крстосувале низ Македонија, од нашите манастири во повеќе наврати се изнесувани товари вакви вредни ракописи. Например, само од Свети Пантелеимон Скопско биле изнесени 30 товари ракописи пишувани исклучиво на пергамент, додека од манастирот Лесново, како главна препишувачка школа кај нас, се однесени 50 товари извонредно важни историски и богословски книги. Освен ова незаконско отуѓување на овие ракописи, истите биле уништувани во војните, уништувани од антагонизмот на несловенските свештеници, особено грчките, како и безумието и неукоста на одделни непросветени свештени лица, кои со овие ракописи, особено оние пишувани на пергамент, си правеле мукави за шапки, додека пак селаните ги облепувале дупките на искршените прозорци. По ваквите варварски походи врз недолжните и незаштитени книжевни дела, денес можеби од друг аспект треба да погледнеме врз она незаконски однесено, односно ограбено богатство од страна на пасионираните колекционери на старини од Европа, бидејќи со тоа на некој начин го намалиле и нивниот ризик од тотално уништување. Па така, денес можеме да се тешиме дека дел од овие македонски книжевни споменици се уште постојат, иако во туѓи библиотеки. Еден од нашите познати научници македонисти и добар познавач на овие состојби, господинот доктор Михајло Георгиевски од Институтот за старословенска култура во Скопје, љубезно се одзва на нашата молба да ги изнесе своите сознанија од долгогодишните истражувања и проучувања и на македонските средновековни ракописи, кои денес се наоѓаат во туѓи библиотеки. Во македонското книжено наследство лежат основите на македонската културна историја. Неговото значење е многократно. Преко пишаниот збор го гледаме развојот на македонскиот јазик, а пак тие книги располагат и со богата илуминација,
со богати убави украси и минијатури. Тоа покажува пак со каква уметнички дострели македонскиот човек располагал. Значи имат и уметничка вредност. А од друга страна пак, по маргините на тие книги има безброј записи кои што ни зборуваат за историјата на македонскиот народ, за разни појави на разни болести, на разни поплави, поскапувања и општо целокупниот живот може да се проследи преку записите кои што се како главен извор за историјата на секој народ, па еве и за македонскиот народ. Па еве, например, можеме да го споменеме еден така поширок запис во Зразевското четворо евангелие од 16 век, во кој се зборува за појава на епидемија, за превентива, како да се лечи таа епидемија, за појава на земјотреси, на поплави, така општо животот на народот токму во Прилепскиот крај кај што се наоѓа и манастирот. По сите ракописи по маргините има различен вид на записи кои што фрлат светлина кон животот и историјата на дотичниот народ или таа област каде што е напишан тој ракопис така. Сите ракописи си имат свое значење. Меѓутоа, мораме и меѓу нив да извлечеме неколку од важни, поважни и најзначајни. Така, меѓу најзначајните македонски ракописи би ги споменале Зографското евангелие од 10 век, почетокот на 11 век, кое што се чува во Санкт Петербург, и едно меѓу најстарите и најзначајни евангелија. А до него веднаш се ближи и Асемановото евангелие, кое што се чува во Ватиканската библиотека. Тие евангелија се значени по својата старост, по јазикот и по богатата илуминација, т.е. по украсите што се наоѓаат во овие евангелија. Првите плански грабежи на македонското книжно наследство настануваат во 19 век, кога славистиката има свој процвет. Тога доаѓаат видни слависти, патишественици, конзули и други и го грабаат тоа наследство. Освен странски собирачи, познати се и неколку домашни македонци кои што си го разграбувале, кои што го разнесувале македонското наследство. Така меѓу нив е и учителот од Велес Јордан Хаджикостинов Джинот, кој што ги носел македонските значени ракописи во Белград, во, како што се вика тоа, Српско учено друштво, сегашната Српска академија на науките и уметностите, а и во другите установи во Белград. А отаму пак носел учебници, а некој од нив ги продавал за пари. Учебници на српски јазик со кои се вршила тука и асимилација, така направил известна, во тој смисла, и штета, не така. Исто така и Димитар Миладинов има изнесено доста македонски ракописи, тој па во Цареград ги носел, а пак учителот од Лазарополе Васил Икономов во Софија, така на различни места се разнесени. Друг начин на разграбување и разнесување е после Балканските војни и после Првата светска војна, кога Македонија е поделена и кога овој дел, вардарскиот дел, потпадна под српска власт, српските власти правеле расписи, се што ќе се најде преку нивните свештеници да се доставува до белградските библиотеки и меѓу нив особено се истакна дури и битолскиот епископ Јосиф, кој што цела збирка од 30 на ракописи вредни ги однел во Белград и со тој фонд фактички почнала и Универзитетската библиотека Светозар Марковиќ во Белград. Во оваа библиотека се наоѓа познатата Лесновска збирка ракописи која денес брои 29 вредни книжевни споменици од Македонија. Според називот на оваа збирка, јасно е дека потекнува од Лесновскиот манастир, кој бил и еден од главните средновековни препишувачки црковни центри во Македонија. Од манастирот во 1913 година биле одземени од страна на српските власти и донесени во Белград, а по Втората светска војна и се предадени на оваа библиотека. И од оваа збирка ќе споменеме само неколку поинтересни книжевни споменици, односно ракописи. Тоа се: Зборникот од поучни слова и проповеди, напишан на хартија околу 1389 година, за што дознаваме од водените знаци. Ракописот содржи 219 листа и е пишуван од повеќе раце.
Потоа, уште еден зборник од 14. век, кој изобилува со цртежи, илуминации и записи на маргините, кои се значени не само за историјата на настанувањето на ракописот, туку даваат особен придонес и кон минијатурното сликарство во Македонија од овој период. И ова четворо евангелие изобилува со илустрации и записи. Всушност, овие записи на маргините се и главните сведоштва за монашкиот живот во македонските манастири, кои биле центри на духовниот живот и монашкиот ред. Втората збирка во оваа библиотека, што исто така брои импозантна бројка од 30 вредни македонски ракописи, е збирката што на Белград ја подарил битолскиот епископ Јосиф Цвиовиќ. Имено како висок црковен великодостојник и наоѓајќи се во центарот на богатата ризница од македонски црковни ракописи и реликвии, го поттикнувал свештенството во Битола и Битолско да собираат црковни книги и предмети и да му ги даваат нему. Така, досетливиот епископ дошол до 30 вредни ракописи кои подоцна и ги подарил на оваа библиотека и се водат како посебна збирка. Всушност, оваа библиотека располага со македонски ракописи кои имаат широк диапазон на временско настанување од 13 до 19 век. Библиотеката Светозар Марковиќ во Белград во своите збирки изобилува и со мали молитвеници, речиси минијатурни ракописи, најчесто пишувани на пергамент. Овде се чува и панагирикот, или ракописот кој ги содржи свечените беседи. Потекнува од годината 1596, а е пронајден во црквата Света Тројца. Во 1926 година некој граѓанин, Милан Јовичиć, и го продал на библиотеката. Со ова Евангелие од 14 век, пишувано на пергамент и за жал се уште не конзервирано, заради што и не смеевме да ги отвораме неговите листови, ја завршивме нашата посета на Универзитетската библиотека Светозар Марковиќ во Белград. Низ ова наше патешествие во потрага да го документираме и забележиме сето она што како вреден културно-историски книжевен предмет е изнесен од Македонија, ја посетивме Народната библиотека на Србија во Белград. Библиотеката е формирана уште во 1832 година од страна на кнез Милош. Била селена од место во место, дури до Ниш и Софија, а за време на Втората светска војна била изгорена. Но книжниот фонд во голем број спасен. Денес оваа библиотека се наоѓа во специјализирана градба од 1972 година во местноста Врачар во Белград. Заради бројноста на македонските книжевни споменици кои се наоѓаат во оваа библиотека и заради фактор што детелно задржување со нашата камера врз секој книжевен споменик не е во доменот на нашето моментно интересирање, а би одзело и многу време, ќе кажеме само накусо дека овде се наоѓаат ракописи кои добро и се познати на светската славистичка литература и култура. Меѓу нив, само да ги споменеме. Ракописот насловен како Октоих Параклитик, кој е пишуван во втората половина на 13 век на пергамент. За жал, денес во оваа библиотека се наоѓаат само 2 листа кои всушност служеле како заштитни корични листови на некои минеи.
Текстот главно е пишуван со црно мастило, само на некои места се забележува и црвено, и тоа најчесто кај иницијалите. Инаку ракописот спаѓа во групата кратовски текстови, за кои веќе знаеме дека се носени со товари. Овде и македонскиот октој од средината на 13-тиот век пишуван на пергамент и содржи само уште 23 ливчиња. Уште два фрагмента од овој октој се чуваат во Музеот на Српската православна црква исто во Белград во Грујќевата збирка. Се претпоставува дека ракописот имал над 300 листа. Овде се чува и фрагментот од четворо Евангелие, пишувано на пергамент, од кој денес се зачувани само 4 листа. Ракописот е купен во Белград од Радмила Џонич во 1960 година. Зачуваната илуминација е мощно интересна и разновидна, а на едно ливче дури е насликана една допојасна фигура на евангелист кој пишува. Ракописот припаѓа на Охридската школа. Уште едно четворо Евангелие насловено како Сурепово од 14-тиот век. Ракописот е подарок на оваа библиотека од семејството Милорад Панич Суреп и тоа во 1973 година, а по повод отворањето на новата зграда при оваа библиотека. Пишувано е на пергамент, содржи 305 листа и ракописот е речиси цел. Недостасуваат само 2 листа. Од 14-тиот век е и цветниот триот од кој е зачуван само фрагмент. Во 1965 година, Пеќката патриаршија, каде што се чувал ракописот, го отстапила на оваа библиотека. Инаку и овој ракопис и припаѓа на Охридската книжевна школа. За време на бомбардирањето на Белград во 1941 година, во урнатините на библиотеките биле уништени голем број ракописи, меѓу кои и македонските. Меѓутоа, она што останало до денес, ја покажува вредноста и историјата на македонската писменост и култура, кои за жал за некои народи на Европа и денес представуваат трн во окото. Во овој град останува да посетиме уште една библиотека, чии раководители љубезно се одзваа на нашата молба да ги регистрираме книжните споменици кои потекнуваат од Македонија. Тоа е библиотеката во Српската академија на науките и уметностите, позната како САНУ. Во библиотеката на оваа врвна српска научна институција, која во 19-тиот век го носела насивот Српска краљевска академија, се собрани драгоцени книжевни споменици од тогаш поробената Македонија. И во оваа библиотека наоѓаме ракописи од Лесновската школа. Од нив како најзначајно дело го издвојуваме Житието на Гаврило Лесновски, напишано во 1330 година. Од него се зачувани само фрагменти на неколкуте пергаментни листа од апостолски дела, пишувани при крајот на 13-тиот век. И од Марковиот манастир, од околината на Скопје, овде има застапено неколку ракописи. Мощно интересен е македонскиот зборник од 18-тиот век пишуван на македонски народен говор. Од некогашниот црковно-препишувачки центар манастирот Свети Прохор Пчински, овде се донесени ракописи, но за тоа каков бил нивниот пат, не можевме да добиеме информации. Впрочем, како и за повеќето ракописи кои досега ги регистриравме со нашата камера.
Да споменеме дека сите овие книжевни споменици кои се наоѓаат во денес веќе бившите југословенски центри се детално проучени и анализирани од страна на нашите стручни лица, слависти и македонисти. Затоа во оваа емисија, односно серија, нашата намера не е нивното проучување, туку само нивно документирање, регистрирање на филмска лента како траен документ за нивната убавина, вредност и вечност. Зашто дел од македонските книжевни споменици, кои се наоѓаат во денешна Сојузна република Југославија, засега останаа незабележани од нашата камера, имено Библиотеката при Црковниот музеј на Српската православна црква и покрај сите љубезности и заобиколувања во издавањето согласно за снимање на нашите книжни споменици кои се чуваат во нивните трезори, за нас сепак вратите ги оставија затворени. Од Белград патот не води кон Загреб. Етнолошкиот музеј во овој град, во кој се наоѓаат голем број македонски експонати, не можеше да изнајде заеднички јазик со нашата телевизија, заради енормно високите цени за ваков вид услуги. Затоа го заобиколивме овој музеј за други времиња и се упативме кон тогашната Југословенска академија на науките и уметностите, или позната како ЈАЗУ, исто во Загреб. Голем број книжевни споменици од Македонија всушност се чуваат во архивот на оваа високонаучна институција. Најголем дел од овие споменици припаѓаат на збирката Михановиќ, која представува извонредно богатство за оваа институција. Еве го краткиот историјат за тоа како се дојдени овие ракописи во оваа библиотека. Антун Михановиќ бил австријски конзул во Солун, па во годините од средината на 19. век, како културен работник и пасиониран колекционер, низ своите патувања во Македонија од македонските манастири и цркви, успеал да собере значаен број вредни средновековни ракописи. Од нив денес се знаат само 38 ракописи. Од записите на маргините на овие книжевни споменици, односно на дел од нив, јасно се гледа дека им припаѓале на Кратовската и Скопската област. Друг пасиониран колекционер на македонски раритети бил и Стефан Верковиќ, живеел од 1827 до 1893 година, а од страна на српските власти бил испратен во Македонија како агент. Меѓутоа, тоа што бил агент воопшто не му пречело да отвори дури антикварница, во која собрал и голем број книжевни дела за кои потоа зел добри пари во Србија, Хрватска, Бугарија, Русија и во други европски земји. Во библиотеката на тогашната ЈАЗУ, колекцијата книжни споменици, што ја продал нова библиотека, е под името колекција Верковиќ. И од збирката Михановиќ и од збирката Верковиќ ќе регистрираме само дел од книжните споменици, оние кои имаат поголемо значење и кои се поприемливи за нашата камера. Ова е ракописот познат како Македонско изборно евангелие на поп Јован, пишувано кон крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век. Пишувано е на пергамент и содржи 133 листа, а и припаѓа на Михановиќевата збирка. Името го добило по преписката на поп Јован и е пишувано за потребите на парохиската црква. Пишувано е на кирилско уставно писмо, карактеристично за Охридско-слепчанската школа. Тука е и ракописот насловен како Посен и цветен триот, а пишуван на пергамент во првата третина на 13-тиот век. Ракописот е донесен од Битола и е можне значаен по тоа што е речиси целосно зачуван. Содржи на едноставна служба за постниот и цветниот циклус на Пасха.
Орнаментиката е традиционална, со чести византиски мотиви. Ова е зборникот на Владислав Граматик, пишуван во 1469 година во манастирот Жеглигово во Скопска Црнагора. Во оваа институција се нашол во 1869 година. Работен е на хартија, а напишан со извонредно убав ситен полуустав со брзописни елементи. Овој ракопис е познат по својата извонредна орнаментика, големи квадратни заставки во неовизантиски геометриски стил, се карактеризира со извонреден цртеж, богат колорит во комбинација со злато, а се надзираат иницијали со ренесансни елементи. Инаку, ова е еден од ретките црковни ракописи кој содржи толкав број листови, дури 770. Авторот, Владислав Граматик, овој ракопис му го посветил на неговиот пријател, исто книжевник Димитар Кантакузен. Ова е надалеку познатото Радомирово Евангелие. Ова е писмен споменик кој доста често е објавуван во научните кругови, а ги носи сите особености на македонската редакција на старословенскиот јазик од 13. век. И припаѓа на збирката Михановиќ, а заедно со други ракописи во 60-тите години на минатиот век е откупен од големиот хрватски родолюб, бискупот Јосип Јурај Штросмаер, и е предаден на тогаш формираната Југословенска академија на науките и уметностите. Ракописот е пишуван на пергамент и содржи 182 листа, а орнаментиката зазема значајно место. Ова е уште еден ракопис од втората половина на 13. век, познат како Вранешнички апостол. Пишуван е на пергамент и содржи 26 листа. Името го добил според белешката на првата неиспишана страница, каде што стои името и на селото Вранешница. Ракописот е од збирката Верковиќ. Од крајот на 14. и почетокот на 15. век потекнува 4 Евангелие пишувано на пергамент и содржи 146 листа. Богато со византиска орнаментика во вид на плетенка, сликани во зелен колорит и црвено-жолти тонови. Овој ракопис според јазикот и припаѓа на Охридската школа. Ова е Бдинскиот апостол, или познат уште и како Драјков апостол. Потекнува од 1428 година, името го добил според записот на еден од листовите во ракописот, во кој е запишана и годината кога раката на Драјко од Бдина града во времето на цар Мурат го напишал споменатиот апостол. Со регистрирањето на овие македонски книжевни споменици кои денес се наоѓаат во Загреб, ја завршуваме и оваа наша емисија од серијата посветена на македонското културно и уметничко богатство кое денес се наоѓа надвор од територијата на Македонија. Воедно им се заблагодаруваме за соработката на сите стручни лица од институциите кои беа домаќини на нашата телевизиска екипа за оваа емисија.